раскажам една случка и оваа година Алфа телевизија беше медиумски покровител на се што се случуваше од овој проект. И јас во една пригода при снимање на еден прилог со децата во една градинка стојам во занималната и со микрофонот в рака барам некоја неангажирано дете да го прашам што сработило. И барајќи така деца, едно момченце со прстот ме буцка и ми вели: "Може нешто да те прашам?" Велам: "Зошто да не може?" Повели. Вели: "Знаеш ли ти зошто кравите не трчаат?" И јас се мислам, си велам што врска има сега кравите со прератката на дар. И нормално на секој дете треба да му се даде некаков одговор, не треба да се остави без одговор. И јас велам: "Па затоа што си пасат, треба па се преместуваат полека од едно на друго место и така полека се хранат." И тоа ми вели: не трчаат затоа што ќе си го истурат млекото." И си велам: "Децава денешни на вистина се многу умни, многу се паметни, од каде се до тоа?" Па предпоставка е дека на вистина се среќни затоа што им овозможуваме се што им е потребно, имаат еден убав и здрав живот, а здравјето, верувајте, доаѓа и од млекото. Оваа година генерален спонзор на целиот проект беше Бимилк, млекара Питола, и како генерален покровител на оваа акција годинашна е поканувам Полисена Ристевска, маркетинг менаџер на Битолска млекара, да се обрати. Повелете. Благодарам, Жене. Како што и видовме, кога станува збор за децата, што и да се направи, колку и да се направи, секогаш може повеќе. Најважно е да се трудиме, кога се во прашање децата, да им помогнеме да го направат вистинскиот избор, да направиме се што е во наша моќ да им обезбедиме среќно и безбрижно детство. За нас во Битолска млекара, доброто на децата, нивното здравје и нивната среќа се на прво место. Затоа и со задоволство го поддржавме овој проект, чија основна цел е пред се да ги поттикне децата од најмали години несебично да творат и да им помагаат и да ги даруваат тие играчки на своите врсници во градинките, каде што со тој проект истовремено се освои насмевката на оние деца кои новогодишните празници ги помина во собите на детските оделенија во болниците широм Македонија. Идејата да ги учиме децата на солидарност, дружење, емпатија и дарување и ја прифативме со големо задоволство и доверба дека ќе прерасне во една традиционална акција која што од година во година ќе обезбедува се подобри резултати. И тоа се случи. Оваа година акцијата се реализираше по втор пат. Во неја се приклучија над 10.000 дечиња од градинките широм Македонија, што изработија над 7.000 играчки, како што кажа Емилија. И тоа за Битолска млекара е една успешна акција на едукација на децата, што значи дружба и емпатија. Улогата на општествено одговорна компанија на Битолска млекара се поклопува и со вредностите за производство на здрави и безбедни производи, фер партнерски однос со нашите соработници, како и континуиран допринос кон доброто на заедницата. Веќе 6 децени компанијата расте и се развива единствено преку оправдување на довербата спрема купувачите. Дека тоа е она за што Битолска млекара се залага, дека ние ги следиме и ги почитуваме стандардите, светските стандарди во млекопроизводството и гледаме колку што е можно повеќе да вложиме во заедницата во која што и функционира. На овој начин Битолска млекара израсна и во она што е денес, производител на здрави и безбедни производи, технолошки лидер во млечната индустрија во Македонија и активен учесник во бројни активности кои што имаат за цел да допринесат за заедницата. Овој допринос ние го гледаме само како еден дел од можноста за вложување во заедницата. Тука се и заштитата на животната средина, помошта на оние граѓани кои што се ранлива група во општеството. Уште еднаш би сакала да напоменам и да го изразам нашето задоволство од успехот на акцијата што е Преградка на дар и веруваме дека во годините кои што ќе следат ќе остварат уште поголеми успеси и понатаму. Ви благодарам.